Дали Димитров прв ќе ја плати цената за поразите на Македонија на меѓународен план, опозицијата ја поднесе најавуваната интерпелација за вице-премиерот за европски прашања, откако Македонија извиси пред портите на Европската Унија и покрај сите отстапки кои ги направи кон соседна Бугарија. Од опозицијската ВМРО ДПМН наведуваат три причини за барање одговорност од Димитров. Првата е неговото непочитување на собранието, втората неуспешната работа на вице-премиерот, како во првите 100 дена од владата, така и минативе години, додека пак третата е пасивноста на секретаријатот за европски прашања. Од 2018 година, па потоа 2019-2020 година, токму Никола Димитров како член на владата тврдеше дека Македонија добила одлука за безусловен почеток на преговорите за членство со Европската Унија, што требаше да биде означено со првата македонско-европска меѓувладина конференција. За жал, гледаме дека председателството на Сојузна република Германија во 2020 година заврши без заклучоци за Македонија. Барањето одговорност за неуспехот на патот кон ЕУ за СДСМ било доказ за, како што велат, деструктивност и очиот на ВМРО ДПМН. Преку партиско соопштение најавија дека нивните пратеници нема да гласат за интерпелацијата на Димитров. За подсетување, интерпелација за Димитров имаше и минатата година. Тогаш од 20 пратеници на ВМРО ДПМН гласаа за неа. Исто ќе биде и оваа година. Оваа интерпелација ќе биде уште еден пораз за ВМРО ДПМН. Димитров ужива целосна доверба од пратениците на мнозинството, затоа што се бори за државните интереси. Околу интерпелацијата уште пред неколку дена на Facebook се огласи самиот Димитров, порачувајќи дека барањето за одговорност од него било директен напад на државата и институциите. Ваквиот потек на опозицијата го оцени како очаен обид за создавање внатрешен раскол во владата.